Гордата баба Борка Михајловиќ, мајката на Александра Пријовиќ, носи мајца на која има илустрација со бебенце и пишува: "Животот ни даде се роди Арија." А пак мајката на Филип откри колку тежи малата Арија. Семејството славеше во ресторан, а Пријовиќ објави фотка од болница. Александра Пријовиќ ја објави првата фотографија од својата ќерка на која цврсто ја држи раката на својата наследничка. Во описот таа напиша: "Животот ни даде Арија, 3 септември." Членовите на семејството на Александра Пријовиќ синоќа организираа веселба по повод радосниот настан. Атмосферата била повеќе од весела, а посебно радосна била мајката на Александра, Борка Михајловиќ, која емотивните моменти ги сподели со следбениците на Инстаграм. Гордата баба носи мајца на која има илустрација со бебенце и пишува: "Животот ни даде се роди Арија." Итан Хоук и Ума Турман беа во центарот на вниманието во 2004 година поради нивниот бурен развод, што дојде како резултат на неговото неверство. Актерот Итан Хоук и актерката Ума Турман, кои некогаш важеа за еден од најубавите парови во Холивуд, се запознаа на снимањето на филмот Гатака од 1997 година, а една година подоцна решија да се венчаат. За време на нивниот брак тие добија 2 деца, Маја и Левон, но нивната среќа заврши во 2004 година, а тие официјално се разведува во 2005 година. Како што беше напишано, причината беше неговото неверство. Наводно, Итан ја изневерил Ума со дадилката и иако ова беше негирано во тоа време, кратко по разводот тој започна врска со неа, а подоцна се венчаа. Заедно добија 2 ќерки. На Итан Хоук му беа потребни повеќе од 20 години за да проговори за својот понижувачки развод, што беше една од најпублицизираните приказни во тоа време според Page Six. "Скоро е понижувачки дури кога кажуваат позитивни работи," рече тој, откривајќи зошто мисли дека актерите се заљубуваат еден во друг. "Постои одредена интимност во работата што ја работиме. Имагинативна интимност. Тоа е таков налет. Се чувствувате опасно и возбудливо. Тоа е како да се заљубувате на екскурзија. Нема никаква врска со секојдневниот реален живот. Опасно е," рече тој. Македонскиот музички продуцент Дами Пух го освои првото место на престижниот меѓународен натпревар за музичка продукција, организиран од познатиот продуцент Ерик Валентајн. Со својот уникатен пристап, креативност и модерен звук, Дами Пух успеа да се издвои меѓу големата конкуренција од целиот свет. Ова признание представува огромен успех не само за него, туку и за македонската музичка сцена воопшто. Организаторот Ерик Валентајн, човекот кој стои за продукцијата на бројни светски музички звезди, истакна дека е импресиониран од квалитетот и оригиналноста на продукцијата на Дами Пух. Ова е само уште една потврда дека талентот и трудот на македонските музичари може да најдат заслужено признание и на светско ниво. Со свечено отворање на фестивалот на македонски филм, македонски филмски класици, амбасадата на Македонија во Хрватска и Македонскиот културно-информативен центар во Загреб, во соработка со Кинотеката на Македонија, Советот за македонско национално малцинство на град Загреб и Македонската православна црква во Хрватска ќе го одбележат 8 септември, денот на независноста на Македонија. Отворањето на фестивалот на 8 септември, денот на независноста на Македонија, е резервирано за почетоците на македонската кинематографија со ексклузивна проекција на целокупниот дигитално реставриран филмски опус на браќата Манаки, првите сниматели на Балканот. Фестивалот на македонски филм во Хрватска е дел од годинашната програма на македонскиот КИЦ во Загреб, подржан во рамките на годинашната програма за проекти од национален интерес на Министерството за култура и туризам.